Би сакал да ве информирам дека јас и колешката благородна Дулич од ВМРО ДПМН го подпишавме извештајот заради неговата форма и заради неговото значење за продолжување на евроинтегративните процеси на Република Македонија, не заради тоа што се согласуваме со содржината, посебно во делот на правните квалификации. За нас тежината на правните квалификации од овој извештај е исто како хартија од палома во штабот на СДСМ со кој што можат да продолжат да го водат орото, радувајќи се дека оваа година ќе има предвремени избори. Да работите со СДСМ е исто како да работите со деца во продавница за играчки. Тие никогаш и не знаат што сакаат. Жалам што внатрепартиските проблеми на СДСМ требаше на грбот на цела Република Македонија да се решаваат. Проблемите кои што ги имаат како партија, помеѓу старото и новото раководство, помеѓу пратеничката група и извршниот одбор, очигледно има сериозен одраз на работата и на оваа комисија и на интеграцијата на Република Македонија. Секако, извештајот на Европската Унија, кој што треба да дојде во октомври, има далеку поголемо значење од било каков извештај на оваа комисија. Би сакал да потенцирам дека во секоја држава нормално е опозицијата да бара и да се надева на предвремени избори еден ден поскоро. Посебно ако таа опозиција не е конструктивна, ако постојано предизвикува блокади, ако постојано предизвикува конфликтни ситуации во собранието, ако постојано се обидува да наметне бојкот на собранието. Јас би потенцирал дека за мене останува вистината која што и верификуваа граѓаните на последните избори, дека на 24 декември имаше организирано сценарио, обид за насилно стопирање и спречување на собранието да остварува својата уставна надлежност да носи одлуки во име на граѓаните на Република Македонија. Имаше организирано сценарио за насилно превземање на собранието и одвнатре и однадвор. Жалам што СДСМ се исплаши од можноста за избори и ценам дека ова беше единствениот начин како да покажеме спремност да ја ставиме европската перспектива пред било кој партиски интереси. Се надевам дека СДСМ еден ден ќе научат и ќе знаат што значи тоа. Во правните квалификации никаде не стои прекршување устав. Ние предложивме да има квалификации уставни со кои што ќе се утврди прегршување на уставот и на уставниот поредок со обидот за спречување на собранието да ја обавува својата основна функција, а тоа е да носи одлуки во име на граѓаните и со обидот насилно да биде спречен и завземен практично и однатре и однадвор. Тоа беше неприфатливо за СДСМ. Знаете дополнително дека и ВМРО ДПМН предложи за уставноста во постапките да не одлучуваат партиите, да не одлучува комисијата, туку да одлучува Уставниот суд, и тоа беше одбиено од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Понатаму мислам дека одговорите треба да ги барате од нас. Задоволни сме што имаме извештај во кој што е нотирана вистината, извештај со кој новинарите и пратениците добија сатисфакција за она што им беше сторено на 24 декември минатата година. Од друга страна, жал ми е што Македонија доби ваков извештај, што се најде во ситуација со владењето на ВМРО ДПМН да има извештај, релевантен документ во кој што е нотирано дека на 24 декември пратениците и новинарите беа брутално исфрлени од собраниската сала и од собраниската галерија и со тоа беше прекршен Уставот на Република Македонија. Се надеваме дека овој извештај ќе биде влог во враќање на демократските вредности во Република Македонија и дека ќе представува на некој начин поттик на вербата на граѓаните дека кога сме заедно на браникот на вистината, правдата е достигна. Проблемот беше околу новинарите, квалификацијата дека станува збор за ситуација која што била оправдана од безбедносен аспект. СДСМ и ние како членови повторувавме безброј пати дека новинарите во Република Македонија не представуваат закана за безбедноста, ниту воопшто, ниту на 24 декември. Со задоволство сакам да истакнам дека сите ние,
членовите на комисијата едногласно го потпишавме извештајот за работата на комисијата што беше определена за настаните што беа на 24.12. минатата година. Исто така со овој извештај потпишавме уште еден договор за спроведување на истиот, кој што е набележано во извештајот. Тоа е отприлика должноста на собранието како да изврши имплементација, особено на 11 препораки кои што се содржани во извештајот. Тоа веќе не е наша работа, тоа ќе го доставиме до председателот на собранието, кај што е предвидена посебна комисија на паритетна основа, која што со консензус ќе мора да ги решава сите овие набележани препораки кои што се набележани од наша страна.